Наш гостин во ово издание на емисијата Инфорегион е Славе Петрески, кандидат за градоначалник на граѓанското движење Одлучно за промени на партиите ЛДП и Дом за Прилеп. Господине Петрески, добре дојдовте во ово издание на емисијата Инфорегион. Добре, ве најдов, ви благодарам за поканата и тука сум секогаш за разговор. Либерално-демократската партија, како што знаеме, на централно ниво е се уште во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз. На овие локални избори, како партија, одлучивте да настапите самостојно, односно заедно со партијата Дом. Вашето лого е Одлучно за промени. Дали овие чекори на некој начин значат полека дистанцирање од политиките што ги води СДСМ и според она што е логото ваше, зошто, кога и како видовте дека се потребни промени и во Прилеп и на ниво на држава, а се уште се, како што кажав, сте во коалиција со СДСМ на централно ниво? Знаете како, локалните избори се нешто посебно од парламентарните избори. Точно е ние дека се уште сме на централно ниво коалиција со СДСМ, но незадоволството во Прилеп што се случува не натера ние да размислуваме малце поинако. Да сакаме да направиме некоја промена во смисла на подобрување на условите на граѓаните во општината. И тоа е единствената идеја, не само за Прилеп, и за Битола, и за останатите градови, да се направи нешто посебно од тоа досега што се правеше. Дали беа досега СДС на власт или ВМРО, ДПМН, тие си тера нивни своји политики. Не политика на градот или целосна политика на сите граѓани на општината. И тоа е единствената причина ние граѓаните да ги цениме како една целина, а не да ги делиме на граѓани од ВМРО, ДПМН или граѓани од СДСМ. Сакаме да направиме нешто добро и како што и во самиот наслов, одлично за промени. Промени во смисла за подобрување на условите за работење во општината во Прилеп. Тоа е единствената причина што на состаноците што ги имаме со ЛДП да излезиме од заедничката коалиција на општинско ниво, а на централно ниво сепак одлучува погоре луѓето што се председателот на Либерално-демократската партија, а што не значи дека во иднина нема да настапуваме и на парламентарните избори како самостални. Кој беше оној пресуден главен момент кој што Славе Петрески го натераете да стане кандидат за градоначалник на ЛДП? Што е тоа што најмногу му недостасува во овој момент на Прилеп? Да, вака да ви кажам, јас работев 6 месеци како ВД директор во ПУП. Таму во општината ги видов недостатоците кои што ги има во општината. Прво, нерешени прашања на граѓаните. Поднесени барања за легализација, за градба, за доградба, за реконструкција на објекти. Предмети има застарени не само во 8 месеци, туку и со години. Зошто така застаруваат предмети и се стават во фијата? Па и мене тоа не ми беше јасно, да ти кажам право. И затоа решив да направиме нешто, ако можеме ако издвојуваме победа како градоначалник, а или ако добијаме барем неколку советници во советот, нон-стоп ќе го поставуваме тоа прашање. Дај да ги решиме проблемите на граѓаните. Зошто едно обично прашање за легализација да стои 3 месеци нерешено или година, има и со години нерешени прашања. Јас додека бев таму се јавува граѓани, пријатели мои или некоја врска ќе најде било како, дај да го решиме предметот. Па да морам ја да одам во урбанизам, да го барам предметот, па да му го решиме. Може да се реши за 15 минути. Ама, од причини што и пред малце нагласив, ова е од ВМРО, нека постојува, нека почека. Или е од СДС, обратно ако е ситуацијата, па нека чека тие. Единствената причина е таа што мене ме натера да се кандидирам за градоначалник. И то предложен од нашиот носител на листата Јане Станковски. Па, Господ на помош, ќе видиме како ќе излезе таа работа.
Го спомнавте моментот дека Славе Петревски е познат како бизнисмен во плебската јавност, но бевте извесен период и директор на ЈПЗПУП, односно директор на јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање. Да. Заминавте од таа функција, но остана да лепди една дилема во јавноста. Бевте сменет од сегашниот градоначалник Илија Јовановски или сами Што се случуваше? Јас во мој работен век повеќе од 30 години сум приватен бизнисмен. Воопшто не сум работел во државна или општествена фирма, како сакате. Во тој момент како коалициони партнери шовене со СДСМ се вработив како ВД директор во ЈПЗПУП. Работев 6 месеци, успешно работев 6 месеци. Фирмата кога бев појден таму за прв пат, беше со негативно салдо. Во тие 6 месеци успешно работев, но во еден временски период, тоа е во втората половина од моето вработување или во второто тромесечие, дојдовме до недоразбирање со градоначалникот околу набавки и околу други такви недоразбирања, околу проекти што требаше да ние да ги проектираме како ЈПЗПУП. И тоа е проектантско биро. И затоа тие недоразбирања јас му кажав на градоначалник вака ако работиме контра, ова вака прави го, она така прави го, ако се ми поставил за директор да бидам на ПУП, треба да ми дајте одврзани раце, јас да одлучувам за тоа што го правам утре и одговорноста да биде моја. Ако не биде така, мене ми завршува мандатот на 11 јули, јас ќе си одам од оваа функција директорска, вие барајте си друго чаре. Тоа беше единствен проблем, мали или големи недоразбирања, не знам, ама за мене беа пресудни јас да се откажам од директорското место во ЈПЗПУП. Значи вие се откажате? Да, кажав на градоначалникот. На 11 јули јас нема да конкурирам за директор на ЈПЗПУП. Вот имаше оглас распишан. Може да ни кажете кои беа тие недоразбирања? А сега да ви кажам, не е време можеби за нешто да некого да напаѓам или да бранам, али ви кажав, имаше недоразбирања по конкретни околу тие набавките. Некои набавки што ги набавивме без тендер, но со многу пониски цени, па се јавија набавки за автобуси и тука имам едно недоразбирање. Јас не бев за набавка на автобуси на метан, пошто немаме услови за во тој момент за метан, немаме ни станица за метан, немаме, како што му кажав и него, механичари за тие автобуси, немаме ни патишта соодветни за тие автобуси. А тој беше решен да биде на метан, бидејќи така ветил. Ама јас сметав дека во тој момент немаме услови за набавка на автобуси на метан, а и средствата ни беа толкави големи. Во Советот во тој момент имаше определено средства од 200.000 евра, а за 200.000 евра можеме да набавиме еден автобус и ако ни останеше некоја средство арно, ако не. Од тие причини му кажав јас дека вака не можам да работам и ќе си одам после завршувањето на мој прв договор за ВД директор. Како планирате да ја подобрите бизнис климата во градот доколку станете градоначалник, односно да се привлечат странските инвестиции, да се мотивира домашниот инвеститор повеќе да вложува во стопанството? Уште на почетокот ви кажав дека проблем во општината Прилеп е решавањето на тие административни работи. Барања за легализација и така натаму. Друг проблем кој што се јавува во Прилеп е усогласувањето на генералниот со деталниот урбанистички план. Секое барање од страна на граѓаните на Прилеп се одоговлекува со години. И преже го кажав и сега пак ќе го кажам. Ако е деталниот план овдека се смени, треба да бараме дозвола да се смени генералниот план, што треба да го дај Министерството за транспорт и врски. Имаме ние такви примери за решавање кај што одевме со месеци до транспорт и врски, па најди го овој службеник, па тој службеник, па дали е
барателот од ВМРО ДПМНЕ или не е од ВМРО ДПМНЕ, па чекај да го смениме. И имаше примери кај што се решаваше планот само за едно лице. Разбирате како сакам да кажам, ако бара тој, ќе го смена тој детален урбанистички план, може и да побрза постапка, заврши тој предмет, а овој детален план кој ќе не важи, сега треба друг да донесиме, и затоа луѓето што сакаат да инвестираат во овој град, не можат да вложат средства кои што ќе предизвикаат нови вработувања, нови инвестиции и така натаму. Тие се проблемите кои што ги имаат луѓето во град Прилеп. Зошто се правеше тоа така со деталните планове? Па тоа треба да опрашате некој што го правел тоа, дали градоначалникот или можеби министерот за транспорт и врски во Скопје во тој момент што беше. Некој од тие треба да дадат одговор зошто е тоа така. Како пример можам да ви кажам дека еве ова улицава сега ќе се проширува 2 метра, така, и тој детален ќе биде таков. Заврши проектот на некој, сега нема да се проширува улицава, ама не важи овој детален план што досега важеше за да се ова направи. Разбирате што сакам да ви кажам, да не именувам луѓе и личности, ама од прилика ето тоа така се прави. Ако не можеше некој да направи зграда таму, се менуваше планот. Се менуваше планот, е така. Кога разговараме ние како новинари со бизнис секторот во Прилеп, еден од главните фактори за неразвојот на економијата го спомнува тоа што во последниот период не се издаваат голем број на градежни дозволи, односно премалку издадени градежни дозволи. Со тоа вела дека десетици милиони евра во прилепскиот бизнис сектор се затворени, бидејќи не можат да ги вложат во изградба на нови фабрики, нови погони, нови предпријатија, а со тоа не се отвораат и нови работни места, имаме застој на целото стопанство и економија. Знаете како? Одговорот го кажав и пред малце. Има луѓе што бараат дозволи за градба. Дали кај точното пазариште има таму плацеви, дали погоре потаму кај Ламинатиком и на многу други места. Но не е решен проблемот со тој детален и генерален урбанистички план во градов. Или не сака да се реши. А зошто? И јас сам не знам. Ако ние дојдеме на власт, не само тие постоечките што се парцели, него ќе обезбедиме и на други места парцели, кај што ќе бида луѓето што се заинтересирани за да градат, да отворат погончи на некакви за работа. Мораме да му обезбедиме ние простор, мораме да му обезбедиме инфраструктура, да може да биде до таа парцела достапен. И само така може да тргне работата, да се развива општината во целина. Инаку, со ваква политика на недавање на парцели за градба, за доградба, за инвестиции, просто речено за инвестиции, нема да оди стопанството во општината Прилеп. Исто така, еден од главните фактори за развој на економијата е и инфраструктурата, патиштата. Знаеме дека не со години, со децении Пелагонија остана слепо црево некако во нашата држава. Автопатското решение што со години се ветува од Меджитлија преку Битола, Прилеп, па се до Скопје преку Бабуна, тој автопат никогаш не се направи, се ветуваше од многу премиери, од многу влади, се започна со изградба на експресен пат преку преминот Плетвар, се изградија неколку објекти, да кажеме мостови, но тој процес се прекина, сега одново имаме некаква градежна активност таму, се ветува некој датум 2023 година, но сето тоа некако како бавно да се одвива, а Пелагонија единствениот патен правец кој што источно со Западна Македонија е токму преминот Плетвар. Ова што го спомнавте, инфраструктура е на централно ниво. Точно е сето тоа што го кажавте. Беше ветено уште пред 30 години дека ќе се гради автопат преку Бабуна и постави господинот Бранко Црвенковски таму, ако се сеќавате, кај езерото Младост, стубови, дека тоа ќе биде мост, почеток за изградба на автопатот Велес-Битола.
преку Прилеп до Битола. Но се уште Пелагонија е слепо црево. Не само Пелагонија, тука се повеќе општини. Тука е Прилеп, тука е Македонски Брод, тука е Крушево, тука е Демихисар, Битола, па и Ресен. Решиле тие да го градат патот, демека еве за туризмот преку Кичево, Охрид, Гости и Вртетово. Наводно дека на ова наша половина нема туризам. Не е точно дека нема туризам. Тука ни е Крушево, тука ни е Пелистер, тука ни е и Охридското езеро, а Пелагонија учествува 90% со производство на електрична енергија. Пелагонија е центар за производство на житарици, како што сами знаете, за производство на зеленчук, за производство на овошје. Немаме пат. Купувачите буквално избегува, многу од купувачите бегаат од тој пат. Слепо црево остана. Точно е тоа што кажувате, дека е слепо црево Пелагонија. Че се градеше патот од Градско до Прилеп, 4 години помина отколку ги замина тие инвеститорите што ги постави ВМРО ДПМНЕ, ништо не се направи. Една шајка нема закачено во тој пат. И сега не знам што да кажам на централно. Не е само на централно ниво, на локално ниво. На локално ниво ние знаете по какви патишта одиме. Управо еден од овие албанците што кажува, ние направиме, вика, пат пред 30 години со асфалт, се уште е здрав. Овдека за 2 години се раскопува патиштата. Така че били се додека чекаме ние да дојдат последните 40 дена од мандатот, па на брзина дај се че градиме. Разбирате? Патиштата не се градат за 40 дена. Гледате во Прилеп што се случува сега. Градежна инвазија. Патот ваму кај сточното пазариште, на Мице Козар пат се гради, ваму од Плетварната му пат се гради. Зар немаме ние време во 4 години барем еден од тие да направиме патишта? Имаме. Или булеварот, последната година се гради од мандатот. И затоа се кандидатав да бидам јас кандидат за градоначалник. А сега имаме и многу нерешени проблеми со инфраструктурата во градот. Пример, слушам некни дека треба да се турка бензинската пумпа кај нова автобуска, за да се реши проблемот за не е точно. Ние нема да туркаме, нема да уриваме. Многу е лесно да урниш нешто што е направено. Туку да направиш нешто, да се најди решение. Имаме понуда, ние во ПУП имаме и сообраќајни инженери, и архитекти, и градежни инженери. Имаме цела структура во ПУП кој што може да го решат тоа. На различни начини, со кружни токови, со нови пробивања на улици и така натаму. Многу пати се спомнува патот кој што требаше да биде изграден може и порано. За мермерот да излегува горе некаде кај Лениште. Се ветува многу години обиколница која што треба да ги стопира овие тешки камиони со мермер, да влегуваат во центарот на градот, да ги уништуваат улиците, него веднаш да заминат преку Плетвар до својата дестинација. Тоа го кажав и јас сега. Тој пат што може побрзо да се изгради, треба да се изгради. Јас не знам сега кои би ни биле условите сега, не знам со какви средства располага општината. Но уште од првиот ден ако бидам градоначалник, ќе организирам екипата да се најдат проектите кои што како што го спомнане тој, дали да се гради училиште, дали да градинка или стадион или базен, се што се ветувало до сега, не можам да ветам дека ќе го направам. Но кога ќе појдам како градоначалник, ќе направиме едно испитување колку средства имаме и ќе има приоритет. Ако има приоритет за болница, ќе градиме болница. Ако има приоритет да се гради тој патот од болницата, ќе го градиме него. Во зависност од тоа колку средства ќе имаме. А не можам ја да ветам дека сето ова ќе го правиме како тие што ветува. Ова ќе го правиме, ова, а од тоа сега ништо. И едните и другите, тој црно-бел свет што го викаме ние, 30 години истите се менува. Во 30 години ни еден
вака да кажам, поголем проект не е реализиран во Прилеп. Еден поголем, нека кажат и тие нека излезат. Што е направено? Дали е пат некој направен како што треба, а 30 години се. Или спортски објект некој да го направи, сега ова година последна нешто се вложи во стадионот, инаку 30 години ништо. Победа беше мир за душата. Знаеш како славеа луѓето кога се играше на стадионот Победа. Кога играше Победа, луѓето му беше празник. Сега нема ништо. Но токму последната такмица со Вардар имавме можност да видиме дека колку народот е желен за спорт. Не базен че граде нема ништо то. А сите го ветува. Разбирате, баре не ветува. Јас не ветувам дека нешто сега од ова. Но ќе работиме 4 години. Тоа го кажувам. Нема да чекаме ние последниот месец од мандатот, тога е да работиме. 4 години ќе работиме ефективно. Колку ќе успееме, ви кажав уште еднаш, зависи од средствата. Не можеме да речам, јас сега ние дека ќе градиме авионска писта, така? Оти треба средства. Ако имаме средства, ќе работиме. И ќе ги трошиме строго наменски. Строго наменски и квалитетно. И квалитетно. Не можеме ние да градиме пат, кој што ќе го преправаме за една година. Ако го фати мразот и да не чини тој патот. Мора да има, према договорите, и квалитетен и квантитетен прием на нештото што ќе го градиме. Ме разбирате што сакам да кажам. Ние за време на ПУП на еден дел од објектите кои што се граде, му ги извадивне плочките, му ги вративне да ги пререда. Затоа што не одговара и ги испитавне во институт, дека овие плочки и вичнаци не одговара на квалитетот што е пишан во договорот. Да си ги земите, да наредите такви какви што треба, инаку нема да ви платиме. Нема прием да ви направи. Истото ќе се случува и не само на тие плочките, на сите објекти што ќе ги градиме, дали се патишта или училишта или градинки или не знам што, мора да има квалитативен и квантитативен прием на објектот што ќе го правиме. Ако не одговара, нема да помини. Како досега што поминува и улици, и градинки, и не знам што уште не. Без одговорност. Без одговорност, да. А исплатени се тешки пари. Како планирате да ги стопирате младите да не се иселуваат во странство? Според анкетите направени, од 10, 9 млади својата иднина ја гледаат надвор од државата, што е навистина жално. Знаете како, моето размислување е тоа дека не секогаш младите бега заради финансиски средства. Младите од кај нас бега и поради условите што ги има овдека. Односите со нив. Сигурноста што ја немаат. Нема никаква сигурност. Истото го спомнуваме и сега, проекти не му дава. И да му да на некој, ќе се смени политиката, така, сега СДС. Во ВМРО-вци ќе дојда па го коча. Се кочи работењето во Прилеп. Треба да му се овозможат услови еднакви на сите. Еднакви на сите. Да му се дава проекти, да се вработува луѓето и да има сигурност. Не можеме ние еден пример да ви кажам сега со земјоделиево. Да му ја кажеме цената на пченицата на производителот во јули, август, кога ќе се жнија. Не. Треба да му ја кажеме цената на производителот на пченица во сега, во октомври. Да тој да знае дали да сеи пченица и таа ќе ја продај гарант да биде државата или да не сеи. Откако ќе ја посеи, после секако може да му диктираш. Ама знаеш, има цена ваква, има цена таква. Нема, има цена ваква, има таква. Цената се договара пред да се посеи пченицата. Не може да се посеи пченица, да немаш цена, која цена ќе ја продадеш. Го спомнавте вработувањето тука. Најчесто вработувањата, не само во Прилеп, во цела Македонија се поврзуваат со партиската книжка, која што кај нас за жал е втора или прва лична карта, како што некои викаат. Сите градоначалници ветуваат дека нема да има партиски вработувања, а нашата администрација
е преполно тие партиски вработувања и никогаш тоа не е стопирано. Точно е тоа што го кажавте. Не се одбира квалитет на вработувањата. Туку таа партиската книжка, или и не мора и да има партиска книжка, поддржуват сум јас за СДС. Јас сум сигурен дека во овие 4 години владење на СДС, нема вработено член од ВМРО ДПМНЕ на некое место. Иако е квалитетен кадар. Не се гледа квалитетот. Само да има таа книжката. Таа не е личната карта прва. Партиската книжка е на прво место, па после сето друго. Не може и бе така да ги делиме луѓето. Ние луѓето ги раскараме. Еве сега го гледате примерот што се случи со изјавана за градоначалникот од ВМРО, кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМНЕ. Ова ќе ви направиме, тоа ќе ви направиме вие ако не се откажете. Но што личиме ние толку сме закрвени како да сме непријатели. Брајча со Брајча не живее заради таа политиката. И точно затоа е ова нашава сегашна коалиција со ДОМ и ЛДП одлично за промени. Ветувате вие дека ќе престанете со тие партиски вработувања? Сигурно. Ние ќе ги одбираме луѓето по квалитет. Го бива, сака да работи, ќе работи. Ако не сака да работи, слободно нека си оди. Не може да го вработиме. И сега знаете како? Тука има две работи што се случува. Овие што се вработените од ВМРО ДПМНЕ, барем овие 4 изминати години, тие не сака да работат затоа што СДС е на власт. СДС овие што ги вработува, а и тие не работат. Знаете зошто? Вика, ние сме од СДС и вие не можете да натерате да работиме. Не сака да работат. И затоа има такви нерешени предмети и од страна на ВМРО ДПМНЕ и од страна на СДС во управа, во урбанизам во општината. Ни едните, ни другите. Едните не може да ги натераш оти се контрапартијата, другите не може да ги натераш. Ние сме сега на власт, кој може нас да натера да работиме? Тоа е проблемот. За подобрување на квалитетот на живот треба да се подобрат многу аспекти. Тука го спомнавме, ја начнаваме темата со спортот. Има голем број на инфраструктурни, односно спортски објекти кои што не функционира спортската инфраструктура. Тука имаме на сала Македонија, тука имаме на универзална сала. Тука исто така и културата како начин за подобрување на квалитетот на живот. Значи, Прилеп нема кино, нема младенски културен центар. Со години се ветува изградба на нов театар, го нема. Стариот театар е еден објект стар повеќе од 100 години. Дали имате во вашата програма идеи како да се решат овие работи? Знаете како, имаме ние готови сали направени. Ги спомнавте и двете, и Македонија и универзална сала. Во нив не треба многу да се вложи, затоа што се готови. Но сигурно има некакви проблеми. Градоначалникот се правда дека имала долгови сала Македонија, токму затоа во овој момент е таква ситуација, таква што. Ама јас ви кажав дека долговите мораме да ги прифатиме. Мораме да ги прифатиме како долгови, но работата мора да продолжи. Еве јас ви гарантирам дека проекти почнати што се сега од страна на СДСМ или од претходниот градоначалник, ете че гради градинка вам, ниеден проект нема да го оставиме, да речеме дека е овај проектиран од СДСМ и сега ние не го продолжуваме. Како тие што направија со патот, го спомнавте, градско Прилеп. Че продолжиме да ги реализираме и претходните проекти, започнати. А долговите се долгови, шо ако има, сега ако има, треба да ја оставиме да се пусти. Не треба да се пусти. Ние треба уште да вложиме во незе, да ја оспособиме, ете имаме ракометен клуб, имаме и треба и да имаме и друг клуб, и одбојкарски, во времето имаме и кошаркарски клуб. Ако не размислуваме така, сега има долго и ова ќе го ставиме така, нека пропаѓа. Нема да пропаѓа. Ќе го реновираме во границите на можностите, што побрзо да се активираат тие објекти за да спортуваат младите. Имаше проект во мое присуство додека работев во ПУП, проект се правеше за реновирање на Марко Цепенков.
се платија некои пари. Проектот го почнавме ние од тука до ние ќе го правиме, па после не го зеде некоја друга фирма надвор од општината. Јас и заминав до кај дојдено, не знам, ама гледам дека во Марко Цепенков ништо не е вложено. Ништо не е направено. Проектот дали е готов или не, ама му се плати на луѓето некој аванс за да го направи проектот и Марко Цепенков се уште нема ништо направено. Мора да се поефикасно се гради. Не може да се планира само од интерес, да не речам, на некои поединци, дали се тие вакви или такви, или вработени, или градоначалници, или инспектори, или не знам шо, кажав да не именуваме личности, ако нема таму таков човек кој што ќе е заинтересиран, не може да се гради. Неколку пати во текот на овој разговор спомнавме дека сепак локалната власт, односно реализацијата на проектите на некој начин зависи и од поддршката која што е еден градоначалник би ја имал од централната власт. Имаме примери низ овие години изминати дека ако градоначалникот е од спротивна партија, добива помалку средства, помалку поддршка од страна на централната власт. Како планирате вие да се надмине тој проблем? Знаете како? Точно е тоа така. Ама сега го слушам премиерот дека најавува поголема поддршка на општинската власт, на општините. И тоа зависи од упорноста. Од упорноста на граѓанинот. Ние, например, сега ќе кажам исто пак од тоа искуството што го имам ако 6-месечно, мораме да бидеме поупорни. А не еднаш пошол или градоначалникот или некој од вработените има појдено до Министерот за транспорт и врски, уствари во Министерство за транспорт и врски, аби сега не е најдов службенич, абе ќе појдеш и утре, и други ден, и по други ден. Упорноста секош, ако треба ќе го кажеш тој на телевизија. Еве, тие од транспорт и врски не ни го одобруваат тој проект, тие средства што ни следуваат и така натаму. Мораме да бидеме попорни. А дека ќе има обструкции, ние ако победиме, иако не сме со СДС, ама се встреча сега се уште сме во централната власт коалиција, ама и ВМРО ако биди и со нив исто ќе постапуваме. Затоа што кажав, не сакам да се делиме ние како ВМРО-овци и СДС-овци. Ние сме една целина, македонци сме, така? И мораме да се бориме за доброто на граѓаните, за стопанството во општината, за инфраструктурата во општината и за сите други проекти кои што ќе произлезат во текот на тие 4 години ако ние бидиме. Досега програмите што ги ветуваа градоначалниците беа некако тешко остварливи. Зошто? Затоа што беа пишувани како романчиња од некоја научна фантастика. Преубави за читање, но тешки за реализација. Тешки од аспект на тоа дека прво финансиски беа неиздржливи. Воопшто немаше направено никаква студија дали тоа е возможно пред се што се ветува да се реализира. Едноставно идеја ставена на хартија и никој потоа по завршувањето на тие 4 години не понесува одговорност дека не го исполнил тоа што го ветил, а врз основа на тоа го добил гласот од граѓанинот. Еве, пошто вие ќе се разликувате? Дали вашата програма е направена врз некакви студии, анализи од страна на експерти и стручни лица? Добро го кажавте тоа. Еден мандат Црвенковски доби со оние стубојни што ги постави во Велес, кај младост. Затоа јас и преđe кажав и сега ќе кажам. Ние од првото одење таму имаме ние план што треба да се направи. Дали салите, дали обиколниот пат или сите тие. Но не го ветуваме дека тоа ќе го направиме. Сега во моментов, ако ќе влезиме во општинската зграда, ќе видиме ние колку средства имаме и што можеме да направиме. Ветуваме дека 4 години ќе работиме. 4 години во границите на можностите. Убаво кажавте. Не можеме да ветиме ништо ако немаме средства. Ако имаме колку што ќе имаме средства, толку ќе градиме. Но ќе работиме строго професионално, строго наменски ќе ги трошиме средствата. Строго наменски. Без да има предност некој инвеститор, макар и на тендер. Тендерите знаете како ги добиват сега? Ако кажат дека цената е сега, пример,
1000 денари, не овдека сега се прави муавет за зголемување на тендерската цена, не за намалување, за пазарење. И не е секогаш пресудно да биде најниската цена, него квалитетот. Ако го потпишеш тој договорот дека ќе го правиш ова квалитетно, после тој приемот, што го кажав, јас сум економист, тој приемот треба да биде и квалитетен, и квалитетно и квантитативно да одговара на договорот. Не само договор правиме ние, ќе го правиме ова уличево, добро, ќе го направиме, ќе кошта 5000 евра, ама тој ќе потроши 2000 евра, затоа што нема да стави квалитетен асфалт, нема да стави 7 сантими асфалт, туку ќе стави 3 или 4 и само да му потпишеме ние таа. Нема такво нешто да се случува додека ние ќе бидиме на власт. И затоа ветувањето е многу лесно, ја можам да ветам дека се ќе направиме во Прилеп, така. И патот ќе го направиме, и сала ќе направиме уште една, или ќе направиме базен тиолку, толку, не знам колку, во зависност од можностите. Но ветувањето наше е ние дека ќе работиме 4 години. Тоа никој не го прави, да ви кажам до сега. Ќе се наместат како градоначалници, или едните или другите, други нема трети, и 4 години ќе си одседат, последните денови од предизборите, сега ќе пуштиме, дај сега. Знаете, тоа многу ме нервира мене, затоа што си го подценува сопствениот народ. Сопствениот народ си го подценува. Ти да излезиш сега 40 дена да работиш, а 4 години да не работиш. Шо мислат тие дека народот не гледа? Гледа, се гледа народот. Често пати во разговорот го спомнавте тој црно-бел свет, како што вие го нарекувате, односно менувањето на власта на ВМРО ДПМНЕ и на СДСМ. Сметате дека сега е токму тој момент за трета опција и затоа се кандидиравте? Мислам дека народот е веќе свесен што се прави со таа црно-бела техника. Гледаат луѓето, не дека не гледаат. Може би малце сне прерано е уште еден мандат, али колку побрзо ќе се смени овој црно-бела техника, толку подобро за граѓаните на општина Прилеп. Време е народот да види еден бенефит и од некоја трета опција, оти ова досега што се случуваше, на вистина никаде не води. Овој градов наш Прилеп, спомнав и се и преже и сега пак ќе го спомним уште еднаш, имаше сали направени, имаше спортски клубови што се надпреваруваа во прва лига, поим беше победа, пак да ја спомниме и победа, поим беше на југословенско ниво, така, не на македонско. Сега што стана, Прилеп беше град во Македонија, така, град. Сега Прилеп стана село, стана град. Кавадарци ќе го спомниме, стана град Гевгелија, стана град, ова речио, како се викаше, екипава од Струмица, од Селоно. Ние кај останавме? Кај сне ние? Ние, наместо да одиме напред, ние сме вратени не 30 години. 50 години сте назад вратени. Во било кој поглед. Прилеп беше град кај што имаше вработени во Билјана, во Политекс, во Мермер, во сите фирми, да не ги спомнувам. Сега ние на нема. Ние на нема и нема ни нова некоја која што ќе кажеме дека е ова фирмава работи успешно. Освен овие сега што ги зедат турциве, мермериве, вамо што работат. Друга фирма Витаминка и толку се. Нема. Зошто? Не зависи тоа само од луѓето и затоа луѓето ни бега. Затоа младите ни одаа надвор од државава. Ти врвни инженери, ја еден пример да ви кажам, личен пример мој. Мојата черка со уште 3 цимерки, сите за иностранство. Едната геодетски инженер, другата архитект, третата по јазици, едната Канада, другата Шведска, другата Германија. Не седат овде. Не гледаат перспектива, ние мора да си ги зачуваме децата, ние треба да му направиме услови за да работат.
Ако не му направиме услови за да работат, ќе си одат многу јасно. Господин Петревски, ви благодарам за овој разговор и за интервјуто. И јас вас ви благодарам што не поканивте, секогаш сум расположен да разговараме за доброто на градот, за еднината на градот. Може би и време дојдено, таму имате во тоа прашањето, јас имам еден прекар мајка, може би дојдено времето град Прилеп да има еден градоначалник кој што ќе биде и мајка и татко на градот. Не само татко, туку и мајка. Се надеваме на успех, се надеваме ако победиме дека ќе бидеме успешни во нашето работење и уште еднаш благодарам за поканата. Драги гледачи, тоа беше разговорот со кандидатот за градоначалник за Прилеп на граѓанското движење на партиите ЛДП и ДОМ, Славе Петревски, или како што сам кажа, кај прилепчани познат како мајка. Се гледаме во наредното издание на Инфорегион.